Оризот на земјоделците дома, а тие на улица. Околу 200 оризопроизводители од Кочани и Чешиново Облешево денес по втор пат земјоделската мака ја искажаа преку протест. Причината за нивното незадоволство е што околу 70% од произведениот ориз им стои во амбарите. Оризот дома стоја 400 вреќи, пари немаме. А оризот стоја. Иди на овај му речи, вика, за 30, ова е за 2 месеца парите. Ти дадам 20%. Од 50 оризо, прва класа речува да биде 55. Втората класа 50. Оризо падна на 40 динара и неќе да те погледне. 40 не го зимат никако, нема никаква цена. Освен традиционалните семиња, откупувачите не сакаат да слушнат ниту за откуп на турскиот ориз. 70% веќе имаме од турски ориз увезено, а турски ориз они го рачунат како ништо да не е. Донесоа и семињата по 90 динара го плаќаме семенска роба, а сега нема на кој да го продадеме. Тај што го увезе не го купува сега. Трошоците за производство земјоделците ги направиле. Па сега, наместо да трошат од заработеното, тие стравуваат за основните потреби. За неколку дена во колку не се откупува, ќе живеат во темница. 70% луѓето веќе немаат пари да платат и струјата. Ќе дојдат веќе дистрибуцијата да корне по бандерите и да сече и да ужива. Дополнително за 10 дена за нив почнуваат нови давачки, зашто треба да се почне со подготовка на површините за наводнителната сезона. Нема пари за гориво, нема за ѓубре, нема за овие репроматеријалите се ептен скапи, вода за праскање, горивото па колку толку не е, ово е сега моментално, ама се качува. На 15 дена по 2 динара, ќе дојде до 70 динара нафта. Ѓубрињата скапи, пари немаме. Токму поради ова, барањата на оризопроизводителите се интервентен откуп на оризот по цена од 50 до 55 денари бел ориз и 25 денари за килограм арпа. Доколку ова не се случи, оризарите најавија порадикални протести. Со комплетно блокирање на двете ленти и апел до директора на водостопанството за нова сезона да не пушта вода за наводнување. Пошто нема потреба да се излагаме на дополнителни едногодишни трошкове во наредната сезона, кога оваа не сме ја уновчиле, не сме продале реколтата. Првиот протест на оризарите се одржа пред 2 недели, кога беше доставено писмо со барањата до надлежното министерство, на кое до денес немаат никаков одговор.